Добро вече, драги пријатели, на некој кој спие му посакувам во сон, а прво да ви честитам Божите празници. Исус се роди, навистина се роди. Вечерва имам интересна тема. Чекав неколку дена намерно да видам како ќе се одвија ситуацијата и добро да анализирам пред да ја снимам видеоанализата врска со киднапирањето на председателот на Венецуела Мадуро од страна на САД или поточно по наредба на Доналд Трамп, председателот на САД. Ова за мене голема грешка, поточно кажана грешка во чекори, што ја направи председател на САД Доналд Трамп, од причина што гледајќи неговата натална карта, ви кажав јас, дипломиран аналитичар, но дека студирав во Белград новинарство и аналитика, ги истражував парапсихологија и астрологијата. Во моментот, кај него е Сатурн, што позначува кариерата, во него куќа, значи, 8 куќа, пардон, тоа куќа на блокади и пречки, додека Јупитер му во 11, а сега е ретрограден до 12 март, значи непромислени политички потези повлекува и плюс Марс му е во пето поле, може да се појават протести во Америка. Но не покрај, може би поред Мадуро и у други работи. Тука и се јавува отпори веќе во Европската Унија, кој него добро тоа е потек на председателот на САД Доналд Трамп. Да не забораваме дека САД е најзадолжена земја во моментот во светот, должи некаде околу 38,5 илјади милиарди долари, што значи секој жител на САД е задолжен во моментот или должи 150.000 долара. Тоа е 50 пати повеќе од еден жител на Русија или 30 пати повеќе од еден жител на Кина. Малку ми беа смешни, сака да има аналитичари светски што одборуваат, дека ова е направено поради нафтата во Венецуела, бидејќи Венецуела е позната дека има најголеми резерви нафта, некаде над 300 милиарди. Ја не знам точно колку е. 308 има повеќе од Саудска Арабија, има 220. И сега дали милиарди балери, тоа не се разберам и не би сакал да тесам зелени. Но тука е друга причина, за мене не е нафтата причина. Тоа е тешка нафта. Таква тешка нафта има уште Русија нешто и Иран. Бидејќи тоа да се преработи ќе треба години фирмите да влезат, бидејќи човек уште ги национализираше изворите на нафта во Венецуела. А и друга интересна работа, Русија во државните извори нафта во Венецуела има 49% собственост. Значи, нафтата не е причина на друга работа. Венецуела има најголемо наоѓалиште на злато и некој е седма по резерви на злато што има во светот. А има во моментот најголемо наоѓалиште на злато. И во исто време Трамп по секој близнак работи исто. Па е некој близнаци во хороскоп со познак на девица на крајот би се рекол од девица, стари со лав во познак, али тоа е на крајот со лав, значи прво полемо повеќе во девица, од тие причини може да се каже дека е девица, значи затоа девица е по работа и бизнисмени.
Кој се кажа Сатурн, креатан во 8 полето е поле на блокадица, пречки, смрт, окултизам. Марс му во 5 поле наскоро ќе прави конјункција со неговото Сонце, што значи животот ќе му биде загрозен, а и некаде од јули месец 27 Сатурн му е ретроен во 8 куќа. Тоа значи дека треба да обрне големо внимание на многу работи, особено кога е во прашена кариерата и работата, па и животот, може да се каже, ќе му биде загрозен, бидејќи Марс во моментот е во 5-то, после во 6-то поле. Тоа е знак дека треба да внимава на својата безбедност, не е исклучено пред време да заврши неговата кариера или да биде натеран, кој што беше натеран од еврејското лоби да го нападне Иран. Така да многу незгодно и најлошо го направи и се закани на Канада дека ќе одземе Гренланд, на Данска, на Канада дека ќе присвои, ќе стане 51 република. За тоа Сатурн во моментот нема средства, прави финансиски не можно, значи може да дојде до голема девалвација или инфлација во Америка. Инаку, Јупитер од 10-11 тригна ретрони и до 12 март ќе биде ретроен, а кај него ќе биде во 11 куќа, тоа е куќа на политички организации, значи ќе изгуби поддршката и политички непромислени потези влече. Мислам поддршката од чеки во својата партија и Конгресот, бидејќи без консултација на Конгресот, добро со поддршка во Венецуела, а на ово празнувачките служби на Русија и на Кина го знаја и го пуштија да го направи тоа, со фактички е оправда Русија. Русија прави прво не влезе во друга држава, тоа у Украина што случува, тоа за мене братоубиствена војна, или поточно војна на Русија со НАТО или најточно со еврејското лоби. Зеленски одработува за Путин, седи на 2 столчиња и основна цел на специјалната војна операција не беше да го зарабат Зеленски или да сменат власта во Украина, и беше јасно нагласена дезификација или денификација, значи Украина да остане без војска и тука не само украинска војска, она е веќе својата потече, доаѓа доброволци, преоблечени, со војници обучени, преоблечени во украински униформи. Значи, кој што реков, Трамп треба да обрне внимание особено. Сега Марс ќе влезе во негова 6-та куќа, а во моментот ќе прави конјункција со неговото Сонце. Значи, безбедноста ќе му биде загрозена, а особено летос како ќе Сатурн биде ретроен, може да донесе и крај на кариерата, во еден момент во неговиот прв мандат кажа дека ќе биде последниот председател на САД, од некој мој визии. И кој не случи, викам, како, викам, зар ме излага, но кога го избра минатата година повторно, минатата беше само номиниран, најверојатно тоа ќе случи, бидејќи САД е составен на сојузни држави, како што е Калифорнија, Филаделфија, Тексас, одовна барата се пуѓа и самосталност. Значи, ова е за мене голема грешка на председател на САД Доналд Трамп. И најдобро е што побрзо да се пушти Мадуро. За Мадуро никој не жали, точно дека бил диктатор, дека поради многу од Венецуела напушти, народот сиромашен, но и пак Венецуела е голема држава, со војска не може да влезе тамо, и че пак некој ќе го слуша. Таму исто постои герила и мучуришта, како и Колумбија,
буквално со Доналд Трамп и Сатана Сатија сврти цела Јужна или Латинска Америка против себе. Не само тоа, и Европската Унија поточно со самата најава дека ќе го преземе Гренал, тоа може да донесе до, да кажеме, распад на НАТО, почеток на распад на НАТО, бидејќи Гренланд е дански и не е чудо да почне и распадот на ЕУ. Драги пријатели, толку за сега. Оние што има желба да ме следат, треба на YouTube да притиснат копчето претплати или subscribe, и ако и се допаѓа да стават лайк или да притиснат на звончето, први ќе ги добиват моите објави, а нив може да ги следите и на TikTok или на Instagram, ако многу пати ме блокират, ако не сум блокиран.